Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Всушност, ова е последната емисија од ова 2023 година. Зборуваме за исклучително важна тема. Всушност, сите теми кои произлегуваат од самото Слово Господово се клучни и многу важни за нашиот духовен развиток, за нашата вера во Господа. Преку емисијата Гласот на вистината, ние не само што го слушаме гласот Божи, туку ние храниме нашата душа со Словото на нашиот Господ и Спасител. И верувам дека имавме една прекрасна година каде што можевме да го слушаме гласот Божи, да имаме различни теми и да имаме точни, прецизни упатства. И оваа емисија е всушност со тие прецизни и многу точни, важни упатства. Оваа година, која што ја изминавме, е по Божјата милост. Така да, мојата молитва, ова 2024 година, која настапува, е чекор само од 2023 до 2024, меѓутоа нека биде волјата Божја, се разбира, за нашиот живот. Зборуваме како можеме да бидеме поблиску до Бог. Видовме дека денес Бог те кани. Дали го слушаш гласот Божи? Дека и денес Бог те кани. Тој изглас кој бил пред 2000 години, истиот тој глас денес те кани и чука на твоето срце. Бог чека дали ќе отвориш вратата на твоето срце, дали ќе ја слушниш поканата. А поканата се емитува точно преку емисијата Гласот на вистината. Ние зборуваме како можеме да бидеме во блискоста Божја. И ние се разбира, ако даде Господ, и наредната година ќе зборуваме за блискоста Божја, ќе зборуваме за Бог. Затоа и ова емисија постои за Бог и за Негова слава. Како можеме да видиме до Бог? Што ни вели Библијата? Што ни зборува зборот, се разбира, Божи? И видовме дека човекот без Бог е никој и ништо. Е отврлен, истоштен, паднат, слабат, немоќен и осуден, се разбира, за во пекол. Гревот е тој кој што не одвојува од нашиот Господ, а Бог сака да биде со нас. И ние видовме неколку примери како Господ му зборува на Мојсей, точно од Сине, дека Бог сака да биде со својот народ и дека Бог сака да биде народот Божи, се разбира, во блискоста Божја. Бог сака да биде со нас, да биде во наше заедништво. И тоа не е прашање, туку тој сака. Но прашање е тоа, дали ние сакаме да бидеме во заедништво со нашиот Господ. Тоа многу зависи од нас и од нашиот одговор. Ќе отвориме во 1 Јованова, 1 глава, 3 стих. И еве што таму ни е запишено во Словото на нашиот Господ и Спасител. Оно што го видовме и го чувме, тоа ви го навестуваме, да и вие да имате заедништво со нас. А нашето заедништво е со Таткото и Неговиот Син Исус Христос. Тоа ви го пишувам за да биде радоста ваша полна. Повторно гледаме како апостолот Јован Богослов зборува дека Бог сака да биде во блискоста наша, да има заедништво со нас, да биде во нас и ние во Него, како што ни е запишено во Евангелието на Јован. Бог сака да биде во нас и ние да бидеме со Него. Ќе отвориме во Малахија, 3 глава, 7 стих. И еве таму што ни вели, се разбира, Словото на нашиот Господ и Спасител.
Малахија, 3 глава, 7 стих. И вели вака: уште од деновите на вашите татковци отстапивте од наредбите мои и не ги запазивте. Вратете се кон мене и јас ке се вратам кон вас, вели Господ Саваот. Вие пак ке речете како да се вратиме. Ова е универзално прашање, можеби до сите оние кои што се заинтересирани за Бог. Како можеме да се вратиме кај нашиот Татко Небесен? Знаете, кога човекот постанува свесен дека го изгуби пристапот до самиот Бог, човекот размислува како може да се врати кај својот небесен татко, како што оној изгубен син размислувал како да се врати при својот небесен татко. Ова парабола ни зборува, се разбира, Господ Исус Христос. И ни зборува многу јасно и гласно како овој изгубен син си замина од својот татко, но по толку време размислуваше како да се врати пред неговиот татко небесен. Ке отвориме во Захарија, во 1 глава, ќе го читаме 3 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Затоа кажете им вака, вели Господ Саваот, вратете се кон мене, вели Господ Саваот, и јас ке се вратам, се разбира, кон вас, вели Господ Саваот. Еве повторно гледаме како Библијата ни зборува како да се вратиме. Бог сака да се вратиме кај Него. Тоа е волјата Божја. Да се вратиме при Бог. Видовме во Евангелието на Матеј, Исус не повикува да одиме кај Него, да се вратиме кај Него. Всушност, кога ќе го читаме Светото Писмо, ние можеме да се вратиме кај Бог само преку Исус Христос. И тоа е единствената наша опција. Но понатаму ќе видиме повторно што е тоа што не одвојува од нашиот Господ Бог. Еве, заедно можеме да отвориме во посланието на Јаков, значи посланието на Јаков, ќе го прочитаме 4 глава, 8 стих. И еве што ни вели таму Словото Господово. Приближете се кон Бог и Тој ќе ви се приближи кон вас. И чистете ги раците грешници, поправете ги срцата свој непостојани. Значи, всушност, волјата Божја е тоа да ние му се приближиме на Бог. Како можеме ние да му се приближиме на Бог? Кога малку повеќе ќе разгледаме кој е Бог, што е Бог, ќе видиме дека Бог е недостапен за нас, затоа што ние сме грешници, а тој е свет. Библијата зборува дека Бог е свет и дека човекот е грешник или отпадник и дека е за во пеколо. Но како можеме да се вратиме кај Бог? Што е тоа што треба да направиме? Се разбира, преку оваа емисија, ние во наредните емисии ќе ги видиме сите тие чекори кои Библијата ни ги зборува. Всушност ги има во самото Свето Писмо. Сите овие чекори за кои што сега ви зборувам. Затоа, читајте го Светото Писмо. Тоа е многу важно и клучно. И ќе видиме како можеме да се приближиме чекор по чекор, чекор по чекор, со Божја волја кон самиот наш небесен Татко. Беззаконијата не одвојува од нашиот Господ и го сокрија, се разбира, лицето Негово. Еве ќе отвориме во првото послание на Јован, 3 глава, и ќе го прочитаме 4 стих. И еве што ни вели Словото Господово. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. Внимавајте. Секој што прави грев, прави и беззаконие, и гревот е беззаконие. Во 24 глава Исус во таа ескатолошка глава зборува дека беззаконието ќе се умножи кај народот, а љубовта ќе овлади. Гледајте, почитувани слушатели кои што ја слушате емисијата Гласот на вистината.
Беззаконијата не одвојува нашиот Господ Бог и го сокрија неговото лице. Гревот е тој кој не одвојува од Господа. Иако реков Бог не предупреди да внимаваме. Денеска се уште луѓето си остануваат пасивни, праваат беззаконија, праваат грев и никако не се обвинуваат себе си, ниту па размислуваат да се проправаат, туку напротив праваат уште полоши работи. Но Библијата вели, беззаконието е грев и гревот е за беззаконие. Но од друга страна, платата за гревот е смртта. Еве ќе отвориме во Галатјаните, 5 глава, 19 стих. Желбите на нашето тело не одвојуваат од нашиот Господ и не прават да бидеме подалек од Него и се разбира од Неговото Царство Небесно. Галатјаните, 5 глава, ќе читаме од 19 па се разбира до 21. Делата на телото се познати, тие се блудство, нечистотија, бесрамност, служење на идоли, маги, непријателства, кавги, ревнување, гнев, раздори, рацепи, зависти, пијанства, пирови и многу други слични работи. Однапред ви кажав, како што ви кажав и порано, дека оние што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. Значи, сите оние кои што го прават тоа, нема да го наследат Царството Божјо. Павле им зборува се разбира на Галатјаните. Им зборува за сите овие нешта кои што денеска човекот ги прави. Еве ќе отвориме во Јаков, 1 глава, 15 стих. И еве што ни вели таму словото на нашиот Господ и Спасител. Потоа похото, откако ќе се зачне, раѓа грев, а гревот извршен раѓа смрт. Како што и преска кажав, дека платата за гревот е смртта. Еве неколку работи кои што ги набројавме, кои што не одвојуваат од нашиот Господ Бог. Но главен фактор е беззаконието, всушност гревот. Затоа што гревот е беззаконие и беззаконието е грев, а платата за гревот е смртта. Затоа се разбира, ќе продолжиме да зборуваме и наредната емисија. Оно што треба да го направиме како втор чекор. Покрај тоа што треба да веруваме во Бог, ние треба и да се покаиме за нашиот грев. Покајанието е признавање на гревот и барање пред Господа, се разбира, прошка. Затоа ќе видиме како Давид зборува во неговите псалми и ќе видиме, се разбира, ако даде Господ, неколку библиски модели. Сакам да ви посакам, поточно сакам да ви посакам среќна нова година. Господ нека биде со вас и Бог нека ве благослови. Нека ве чува и нека ве води. И нека се повеќе размислуваме за нашиот небесен татко, како да бидеме со Бог. Затоа што тој ни нуди нешто што никој друг не може да ни понуди. Ако сакаме да имаме среќна нова година, успешна година, тогаш ајде да му се приближиме преку Исус Христос на Бог и Бог ќе не благослови и ќе не направи успешни, се разбира, луѓе. Пријатна вечер, Господ со вас и Бог нека ве благослови и тој нека ве води во текот на целата 2024 година. Се слушаме, ако даде Господ, наредната година. Господ со вас. Амин.